Македонската ракометна репрезентација, совладувајќи го Тунис со 34:30 во полна мерка, му возврати за поразот од Гдајнск и со овој триумф го направи првиот, но се чини и најголемиот чекор кон пласман во вториот круг од светскиот шампионат. Нашите ракометари одиграа одличен надпревар, особено тоа важи за завршните 15 минути, кога од негатива од 4 гола успеавме да се вратиме во мечот и на крајот да забележиме победа. Во самиот финиш од надпреварот имавме две серии, првата од 5:1 и втората од 5:0, по кои на 4 минути пред крајот успеавме да поведеме со 4 гола разлика, пошто беше јасно дека на крајот ќе стигнеме до толку посакуваниот триумф. Секој што се победува мора да се биде задоволен и ние сме презадоволни што победивме, затоа што мислам дека ова ќе ни биде многу важна победа за понатамошниот тек од шампионатот. Од друга страна мислам дека јас сакам да ја честитам стварно на моите соиграчи кои што после долго време покажавме психолошка стабилност и глава, да губејќи во 45-та минута мислам беше со 4 гола разлика не се предадовме, едноставно задржавме ладни глави. Најефикасен во нашиот состав со 12 гола беше Кире Лазаров, Дејан Манасков и Стојанче Стоилов постигнаа по 7, додека Филип Миркуловски 3 пати се запиша во листата на стрелците. Добро отворивме, добро игравме првите 20 минути, после следеше еден пат, но тоа е нормално, нели? За вакви тешки надпревари тоа е нормално. Лошо отворивме второ полувреме, но ете, се договоривме да играме до последната минута. Иако не водеа 4 разлика, сепак верувавме во себе, ја свртевме утакмицата. Според Манасков, советите од селекторот Лино Червар помогнале во најтешките моменти, односно да не се предава до самиот крај и да го сврти резултатот во своја корист во последните 15 минути. Во второто полувреме влеговме може малку опуштено или малку со страф, не знам. Успеа да се одлепат неколку разлика, но потоа покажавме карактер што досега и не така често сме го покажувале тоа. Успеавме да се вратиме од -4. Кога беше најтешко, тога покажавме дека можеме и од -4 дојавме на крај за +4. Тоа е стварно, значи, еден карактер кој треба да се почитува. Македонија во второто коло ќе ги измери силите со Ангола и со триумф против оваа репрезентација веќе ќе го обезбеди местото во следната фаза.